Стево Пендаровски ги иницираше, па неговите сопартијци продолжија со навредите кон Гордана Силјановска-Давкова. Се сруши секој збор потпишан со Кодексот за фери демократски избори и почитување кон против кандидатите. Така беше и синоќа, кога партиски поддржувачи ја навреди кандидатката за председател од ВМРО ДПМН. Насмевки не се криеја, ниту недостасуваше аплауз. А од другава страна, вашу ја дигаат до небеса. Јас ќе ви кажам само едно. Од баба невеста не бива. Јас да ви кажам, ако сакате да имате држава и председател, тој е човекот. Откако јавноста бурно реагираше под паролката на СДСМ и на Пендаровски, Богданка Кузевска, на социјалните мрежи се правда дека ниту таа, ниту кандидатот за втор председателски мандат не го поддржуваат коментарот на сопартиецот, иако додека тој говореше, тие се смееја. Пред се, поради масовноста на митингот, за жал не успеав целосно да го слушнам коментарот на еден од учесниците и да го спречам. Тие кои ме познаваат и како поддржувачи на партијата на која што сум гласноговорник, но и од сите други политички партии, знаат дека остро ги осудувам коментарите кои се навредливи за жена и знаат дека сум гласна во борбата против говорот на омраза кон жените. Така и во овој случај. Коментарот е недоличен, навредлив и го осудувам. Ниту председателот Пендаровски, ниту јас не го поддржуваме коментарот. За ВМРО ДПМН овие исценирани и однапред договорени прашања и одговори од страна на идната опозиција, кои изобилуваат со навреди кон Силјановска-Давкова, ја потврдувале паниката која владее помеѓу нивните редови. Пендаровски 2 недели на митинзи ја подгрева атмосферата на мизогинија и омраза кон професорката Силјановска. 2 недели Пендаровски ја навредува професорката Силјановска. Таквата реторика зема корен и кај неговите поддржувачи и активисти, кои охрабрени од него, јавно на неговите митинзи, со сексистички коментари ја навредуваат професорката Силјановска. Ова е повеќе од потврда дека Пендаровски сака ваквата кампања со говор на омраза кон професорката Силјановска да фати корен во СДС и Силјановска да биде мета на константна мизогинија. Кој кого носел за рак, дали таа била во втор план во нејзината кампања и потребата за неа да биде набавен уред за ориентација во просторот, се само дел од реториките на кандидатот на СДСМ Пендаровски, кој со леснотија и насмевка на лицето ги презентира на неговите средби со граѓани. Неговата кандидатка за председател на Македонија не си ја знае земјата. Да не ве враќам на некои сцени од пред 5 години, Цело време се трудам да бидам коректен во тој дел, меѓутоа кога незиниот партиски лидер мене ме обвинува дека ја не си ја знам мојата држава при овие факти кои ви ги соопштувам, ја ми препорачам нему да набави GPS за неговата кандидатка. Дека навредите не се новост во јавните настапи на СДСМ, говорат и навредите на кои јавноста беше сведок и од председателот на социјалдемократите Димитар Ковачевски. Ја не ја кандидирав тетка ми Жана за председател на држава, па да мора да ја шетам по цела Македонија. Ја го кандидирав Стево Пендаровски. Дел од аналитичарите ваквите ниски и недолични коментари од социјалдемократите ги коментираа како безидејност од владачката партија и наместо програма се фокусираат да го омаловажат нивниот главен против кандидат.